Претходно во Диетално максимално гледавте. Во вчерашната емисија ја запознавме прекрасната Бити Милевска. Бити ги помина двете селекции, а вчера се покажа во своето најдобро светло и да не убеди дека е нашиот идеален кандидат. Низ разговорот со Клаудија, Анкица и Емилија дознавме многу детали за нејзиниот живот, работата и проблеми со килограмите. Зборувавме и за дебелината како проблем и страјноста кога одлуката ќе започне. Добре дојдовте во Диетално максимално со вашиот домаќин Анкица Стојановска-Митровска. Кога жилбата е силна, резултатите се неизбежни. Добре дојдовте во третата емисија, третата сезона на Диетално максимално. Со секој изгубен килограм имаме се повеќе самодоверба во самите себе. А ние се уште сме во потрага по нашиот идеален кандидат. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Денеска ќе зборуваме за дебелината како голем психолошки проблем. Ги прашуваме нашите предлог кандидати која е нивната идеална тежина. Ке се запознаеме со Ивана Миловска од Скопје. Има 35 години, мајка на прекрасна 17-месечна принцеза. А не знам сега, како Господ никој не е. Јас се пријавив, другото е на вас. Од кандидатите кои ги поминаа првите две селекции беа поканети на детален разговор за близ во шоуто. Направивме анкета. Ги прашавме колку килограм имаат сега и колку сакаат да ослабат. Добивме интересни одговори на прашањето која би била нивната идеална тежина. Во моментот кога се пријавував, имам дома вага, се качив на вагата и измерив 103,7. Меѓутоа денес поќе се качи на вагата. Веќе 104. Идеална тежина 66 кг. Па сега имам над 110 кг може. Последен пат кога се мерев, некаде околу 130 кила сум. Би сакала барем под 90 да бидам, според висинава, мислам дека би била таман. Идеално се осеќав кога имав 56 килограми. Па сум имала јас до сега 2-3 пати голем ефект, само што не успеам да си го задржам сето тоа. Иначе имав 26-7 кило слабнато за 4 месеци. Па малку сум скарана со вагата, избегавам да се снимам, да се мерам. Меѓутоа, некаде сега во моментов имам околу 110 килограми, а би сакала да имам барем 70, ако може да ослабам барем 15. Тоа би било барем идеално за мене. Дебелината многумина ја гледаат како физички проблем. Бројка на вага, вишок килограми, естетски предизвик, но вистината е многу подлабока. Дебелината е тивка, сложена и често невидлива психолошка борба, која што се одвива далеку од очите на јавноста. Зад секој килограм многу често стои емоција. Во срцта на проблемот се наоѓаат процеси кои се поврзани со психологија, како стрес, анксиозност, ниска самодоверба и емоционално јадење. Храната не е само гориво за телото, таа станува утеха, награда, бегство. Во моменти на притисок, осаменост или незадоволство, мозокот бара брзо олеснување, а најлесно достапното решение често е храната. Овој процес е директно поврзан со емоционално јадење. Состојба во која не јадеме затоа што сме гладни, туку затоа што чувствуваме. И токму тука започнува магепсаниот круг. Емоција, храна, краткотрајно олеснување, вина и повторно јадење. Со текот на времето овој циклус може да доведе до сериозни состојби како депресија и анксиозност. Лицата со прекумерна тежина често се соочуваат со социјален притисок, стигма и дискриминација, што дополнително ја влошува нивната психолошка состојба. Секој поглед, секој коментар, секоја споредба остава траг. Самодовербата почнува да опаѓа. Огледалото станува непријател, социјалните ситуации стрес, а телото, наместо дом, станува товар. Научно гледано, постои силна врска помеѓу мозокот и храната. Кога консумираме висококалорична, шикерна или мастна храна, се активира системот за награда во мозокот и се ослободува допамин, хормон кој создава чувство на задоволство. Ова може да доведе до навика слична на зависност, каде што телото постојано бара уште за да го добие истото чувство. Дополнително, хроничниот стрес го зголемува нивото на кортизол, што директно влијае врз големување на апетитот и складирање на масти,
особено во пределот на стомакот. Така, психолошката состојба не само што влијае на однесувањето, туку и директно го менува начинот на кој што телото функционира. Она што ја прави дебелината уште послужена е фактот што таа често е резултат на долгорочни, длабоко вкоренети навики и емоционални модели. Не станува збор за недостаток на волја, туку како што често се мисли, станува збор за комплексна интеракција помеѓу умот, телото и околината. Затоа решението не може да биде едноставно. Не е доволна само диетата, не е доволен само тренингот. Потребен е пристап кој разбира личноста зад килограмите. Потребна е поддршка, разбирање, работа на менталното здравје, паралелно со физичката трансформација. Бидејќи вистинската промена не започнува на вагата, таа започнува во умот. И токму кога човек ќе научи да се справува со своите емоции, да ги препознае своите навики и да го прифати процесот, тогаш започнува вистинската трансформација. Дебелината не е само приказна за телото, таа е приказна и за човекот. Од Скопје доаѓа уште една приказна за борба, истрајност и нов почеток. Ивана Миловска, 35 години, жена која со години живее во постојана битка со килограмите. Битка што не се води само на телото, туку и во мислите, во секојдневните навики, во одлуките што понекогаш изгледаат мали, а носат големи последици. Зад неа се бројни обиди, планови од понеделник, кратки победи и долги паузи. Но овој пат нешто е поразлично. Овој пат Ивана не бара брзо решение. Таа бара вистинска промена со пријавувањето во диетално максимално. Со силна мотивација и јасна цел пред себе, таа влегува во процес кој ќе ја тестира до крај. Физички, психички и емоционално. Подготвена е да ги помести сопствените граници, да излезе од зоната на комфорт и конечно да стане верзијата од себе што долго време е замислувала. Нашиот следен кандидат е Ивана Миловска, 35 години, од Скопје, од Кисела Вода. Поживаме денеска во друштво на Ивана. Добре ни дојде Ивана, мајка на 17-месечно бебе. Да, Ана. Како се вика? Ана. Многу баво именца. Да е жива и здрава. Се благодарам многу. Ивана, добре ни дојде. Добро ве најдов. Се надевам вака страшно не изгледаме, не звучиме толку. Убаво изгледате, многу во живо. Фала пуно. И вие исто. Имаш убава насмевка, Ивана. Фала. Многу позитивна. Ајде вака да не запознае Ивана, односно се познаеме с Ивана. Која е Ивана, што работи, што е по професија, нешто повеќе за себе да ни кажеш. Јас сум Ивана Миловска, од Скопје, мајка на 17-месечно бебе. По професија сум забавен техничар и ортопротетичар, односно изработувач на слушни апаратчиња и работев до скоро, допред да се породам, во ординација за оштетен слух со лица кои што се корисници на слушни апаратчиња. Моментално не работам, бидејќи се одлучив да ја чувам Ана, додека да проди, да може сама да се служи да јаде, па да почнеме градинка тој период. Бидејќи немаме кој да ни ја чува, имаме голема помош од бабај, од мојата свекрва, која што е прекрасна жена. И меѓутоа, мислам дека сме ние од ретките кои што знае свекрва имаат совршен однос. Ние сте една од ретките. Мислам од ретките, затоа викам од ретките. Да, ние. Значи ние сме од ретките. И ние сме од ретките сме. Да. Така да, уште некој период, па потоа ќе се, да речем, насочиме кон тој дел на кариера и така натака. Чекана ни е доста Ана, така да моментално нам е најбитно. Така. Што јаде Ивана додека ја чува Ана? Се. Се што Ана не јаде. Да, ни се погоди бебенце кое што беше претежно будно ноќе, а дење повеќе спиеш отколку ноќе. Така да за јадас останам будна, јадев се буквално дома што ќе имаме, од чипсови, леп, паштета, благо, се. Значи, кога ќе ви кажам се што сам јело дома достапно. Пакетчињата од Нова година? Мама ги зеде. Па малечка, она шекери не треба да прима. Така и да тоа знам. Јас те разбирам, да знаеш. И се расипа чоколадите. Добро се разбирате вас. Не треба да се фрлат, се купила. Не треба пари се Да, дадат. греото. Дали Ивана е една од тие кои што дојадуваат? Да не Да. се фрли да се дојаде. Тоа е, значи јас сум дете од стара Југославија.
се знае, значи мора да се доеде храната за да не се фрли, тоа било купено, сготвено, време потрошено, гревото да се баца. Така е. А кој иде ка вас у куповина? Зависи. Повеќе, кога беше помала Ана, повеќе сопругот, на Вибер си добиваше листа за купување. Сега неизменично двајцата. И тука пишува чипсови и чоколади тие сади. Па тоа се купуваат обично чипсови и чоколади за гости ако нели дојдат, ама како беше на гости дојдов јас. Така да? Тачно, тачно. Гости Тоа дојдов за јас. гости, тачно, тачно. Добро. Тоа е друга тема. Тоа е друга тема. А кажи ми, како го проводиш ти твојот ден? У колку сат стануваш? Обично се будиме околу 7, се бајле. Денот го почнувам со кафе, да си го испијам кафето на рад, пред да почнам со врските према Ана. Ана станува, нели дневни рутини што си ги имаме од Сабајле, на неа испремам доручек, се доручкува она. Па кога ја заспијам неа тие некои си 2 сата дремка, тогаш доручкувам јас. Доручкувам обично нешто на брзински да си намачкам на леп. Нешто било што? Било што, да. Периодов, значи си јадев леп, маргарин, ајвар и сирење. Тоа ми беше на дневно меню, мислам да го прејадов ајварот, домашен ајвар. Готово завршена ли сезоната? Заврши, имам уште на 2 тегли, уште не е завршена. И видно ќе пратиме на неа. Ќе пратиме една, Никога да, да се во да. Шпанија, македонски ајвар. И тоа ајвар. Тама од една ќе се тргнеме. Да, ајвар. Така да, ручек... Другама на пица, еве, и он сака љубител на ајвар. И мене може тамо. една. Може. Може. За типот следната се случи. Ручекот Па Иван обично... нели кажа, Па, Ивана уште 3. А 3? Три се. 3, тамо. 2-3. Па и четврта Добро, може ќе добро. најдеме сега нешто. Од свекрвата. Идемо дале, ручак. Ручекот си готвам редовно, готвам разноврсна храна. Меѓутоа, значи, баш од наше поднебје. Компир, манџа, грашок, месо, со компири, кога без компири, салата, туршија, леп. И тоа ни е, да речем, на мени на ручек. 99% го чекам сопругот од работа да се врати за да ручаме заедно. Многу ми е доцна ручекот, околу 5 ме фаќа, 5,5 некогаш. Ама тоа некако некоја традиција да си ручаме барем заедно, тие ни се наши 5 минути што ги се видиме у денот. Така да вечерата знае да ми биде и у 12, и у 1, и пред вечера да си имам, и после вечера да си имам, така да... Значи, се јаде добро, а? Се јаде, да, не се јаде количински, тоа е кај нас многу битно, значи количински не се јаде. Ама се јаде нон-стоп. Помени, замени, нон-стоп нешто да се мелеа, што велам, да. Окей. Кај мене често пати и од досада некогаш сум приметила, затоа што со неа сум сама дома, сами живееме. Па и пред она да постои. 99% за да, ајде да не бидејќи сум пушач, да не ја запалам цигарата, нели, само што изгасив, па ќе нешто ќе си къснам, па кога ќе къснам, викам ќе последење ми после тоа цигара. Така тоа укруг некој. Ивана, супругот има прекумерна тежина? Има, меѓутоа не толку, не. Дали те поддржува, еве, доколку те одбераме во оваа сезона и дали она што ќе го готвиш, бидејќи Ана е сепак малечка, дали она што ќе го готвиш за себе, дека и он би се приклучил и согласил? Да, без исклучок. Пошто сепак нели ќе треба да готвиш она што Клаудија ќе ти го каже. Ќе користи од меѓу мене. Да, ќе користи на некој начин. Една исхрана, едно вежбање, тоа што ќе вежбаме и онда го применува. Имаш колку килограми? Последно си имам мерено 135 бев минатиот месец. Колку што имаш и години? Да, тоа се сметна 135/35, пропорциите мои. Ова ми е најголема килажа што сум ја имала. Во сала влегов со 135 килограми. Некои си 5-16 килограми ослабев, меѓутоа овие 17 месеци повторно си ги вратив и еве си ги имам. А колку сакаш да стигнеш килограми? Па барем да сум двоцифрена. Двоцифрена. А висина? Висина дама не сум мерела, меѓутоа околу 176-177 сум некаде. Окей. И што очекуваш ти од ова све? Очекувам дека конечно здраво ќе ослабам без да ги вратам килограмите и ќе ми остане како начин на исхрана и начин на живот. Бидејќи очигледно јас не можам поинаку. Дали знаеш да бидеш истрајна, трпелива? Каква си како карактер? Не сум многу истрајна и трпелива, бидејќи сум, што знам, сакам нови работи, ги менувам,
Меѓутоа, кога се работи за нешто посебно за моето здравје, Да. знам да бидам и како истрена. Како што ми беше во случајот и со бебенцето што се го роди. Што е она? Еве, ајде, претходните сезони не знам, ги имаш ли гледано? Последната сезона. Последната сезона. Што те мотивираше од последната сезона, бидејќи си ја гледала, за да се пријавиш овој пат, токму ти? Прво, тимот од стручни лица, кои што се достапни и се многу нормални, позитивни, посебно за вас ве гледав. Благодарам, леле, супер, значи, што има некој што ме сака. Што велам ја народното, тоа да можеш да прашаш, да некојаш ќе бидеш досаден, меѓутоа пак некојаш нели имам, ама ќе да допрашам. И ти е Па достапен. подобро е да прашаш отколку нели да се Да. правиш паметен дека се знаеш, јас така велам. А вака лутајки, читајки на нет, значи барајки начин да се водиме по некоја наша, да речам, планирање како би ослабеле, еве до сега гледаме дека е неуспешно, така да Си вежбала ли нешто претходно? сум одела на игрора како дете 9 години, а во меѓувреме нека сум влегла 2-3 пати во теретана, во фитнес центарите кои сум ги држала тие некои си диети за да ослабам, меѓутоа не. Дали од секогаш си била крупна? Од секогаш сум била крупна, да, меѓутоа не толку што сега. Значи, сега Ова јас ти е веќе врвот кој што си го достигнала до сега. Сепак имаш висина. Поради тоа сакам да кажам, сум била крупна, меѓутоа не ми се приметувала дека сум да речам дебел човек или дебела жена, туку ќе ме види некој ќе рече да крупна, ама убаво изгледа нормално, значи складно. А сега веќе е нескладно за моите очи. Болести има некој? Во првата бременост инсулинемија добив и пијам терапија за тоа. Скоро неам испитано, меѓутоа ми кажа дека метформинот можам да продолжам да си го пијам, штета нема поради инсулинот, да не му правам скокови, така да други болести немам. А некои витамини пиеш? Пијам редовно секој ден витамин С од 1000, D3 и К2. Добро. Интересно нешто што прочитав во прашалникот кој што го оставив нели за да видам потполнет во поглед на хобито. Цртање? Што црташ? Шиење? Да. Што шиеш? Шијам од 5 оделение. Мајка ми добила од татко ми ружа багат машина за шиење со цел да му шие шорцеви на море. Меѓутоа ништо од тоа. Кога некој си наполнив некој 13 години, многу желба имав, бидејќи општо сум креативна. Ние сме јунски деца, што кам во јуни децата се многу креативни. Кој јуни си родена? 2 јуни со Зоки сме во ист претходниот учесник, на ист ден сме родени. Баш се засмеавте дека прв пат среќавам човек. Да? Кој што е роден на 2 јуни. Значи до 2 јуни ќе те направиме да бидеш фит ако влезеш во проектот. Така што така, уште поголем мотив за хубав продукт. Цртам многу убаво, уметничка душа, креативна. Црташ на платно или онака? На се, значи буквално тоа ми е моето што ка ме капов ти, ете тоа е оно што ме релаксира, меѓутоа немам цртано како ја народена. Знам да шкрабам така, меѓутоа да седнам, немам време. Многу интересно е овде дека имаш моја омилена држава и град. Па Италија. А град? Значи Фиренца сме напишала и... Да, Фиренца. И била ли никогаш во Фиренца? Не. Ни јас не сум била. Мојот сопруг има живее на 3,5 години там. Ајде следна дестинација. Да не биде Фиренца. Да. Фиренца Мина сум Колумбија ја треба малку да ме истражувала и здебели, гледала. а тебе да те ослабе, па може да прошетаме на еден добар шопинг да ни приуштат сопрузите. Јас никогаш не сум била. Во Италија се оди без марши. Па, поради архитектурата, да? Фиренца има таму кој да не прошета, архитектурата. да, ама местата кои што навистина таму, ете, кои што си креативна и јас сакам такви убави места да прошетам и да видам и култура и се, Фиренца изгледа феноменално, јас само на слики и на филмови сум ја гледала. Јас сум ја гледала и многу сум читала и истражувала за неа и е, не знам, како паралелен свет, некој друг. Како да се родени во некој друго време, да живеат на друг начин, сосема друго. Ете една убава мушност да се направи некоја женска дружба во Италија. Да. А од сега момента вака е инспирирана. Да, јас кога прочитав одма. Ивана, дали ти знаеш што е шпанско трампо? Не. Не. Па никој не знае. Како говорите шпанско? Трампо. Мене трампо, тоа нели на трампање нешто кај нас, а ова нешто На ново. трамполина, нешто скокнува. Ке го научите. Благо, дали си правиш благо? Да.
Што најчесто знаеш да направиш од Правам влагич? перфектен чизкейк, значи перфектен. Тоа смееме смеат да јадат? Чизкейк? Ти смееш пошто сакаш да се здебели? Игнорираме. Не, она смее, нели? Па еднашка во неделата, Клаудија. Па не може. До сад сте имали чизкейк и за тоа сме тука сега. Ивана, можеш мене да ми направиш? Знаеш малини. да сам, ако Јас ќе влеземе, ги купам на мирниците. Не треба да ми купите. Не, еве, јас ќе ги купам на Ама мирниците. повеќе пати правење, сама си го на крај искреирав рецептот и кој го има пробано, значи еве си под голд влезеш. Еве, јас уште сега под голд на пијако. Може друга тема? Може друга тема? Ајде, што сакаш. Вода треба, можам да се напијам. Еве вода, затоа што стигнато сакав да прашам джин тоник, кога последен пат се пијала? Бидејќи омилена пијата. Вчера. Ти ме? Да. Да. Сад, ето, За заедно ги 8 мешав. март. Не, па може би некаде пред Нова година. И јас тогаш за Одамна, нова година одамна. толку. И тој еден джин го купив со вкусна јагода, го начекав на грешка Добар, а? на фришоп. Уточен со јагода А внатре. смее джин тоник да пие сега? Ето. Клаудија. Леле Клауди. Ни со лимон, ни со внатре. Ништо. Само джин и лимон. Не за жал, не. Ни за жал и за среќа. Тишко Ни вас. за жал за среќа. Ни за Тешко жал и за вас. среќа. Сега како ко? Баш тешко нас. Вас. Нас. Вас. Нас. Добро. Дали имате уште нешто да прашате? Не, ја не. Еми? Не туку да си се спреми доколку ја одбераме, да ја свекрвата да ја чува Ана, сопруга да ја рани. А мирна ли Ана? Не те прашав тоа. Па, Мирна... Многу е мамина маза, така да сега сме у таа фаза малку да се оделиме. Аха. Инаку вака е... Па добро, па некогаш може, јас бидејќи имам два сина, а сакам туѓа керка, така да може на тренизите па некогаш да ја носиш, јас да ја занимавам, а тебе да те малтретирам. Да. Може. Доколку те Имале ние одберам. од претходните сезони такви искуства, кога носели внучиња на вишбање, носели и деца и така натаму, Да. така веќе нели имаме Имам искуство со во тој деца, поглед и туѓи. со Не деца. проблем, Знаеш. ќе остане цело снимање, мама, ќе иде мама до некаде да ќе се врати. Нема проблем. Не, супер, Ана е супер. Дури можете и фамилиарно, бидејќи еве ние има фамилиарно во синет. Тоа е многу убава можност. Заедно Супругот со е супругот. бил физички активен, он е бивш боксер, така да ние имаме дома мотиви. Бидејќи вашето омилено годишно време, односно твоето сега да ни те пресирам, нели омилено Да. годишно време е пролет, мислам дека пролет е идеална за да се работи. Да. Али Пролето, да. Биде супер. Благодарам многу. Многу ви благодарам и на вас. Ти благодарим, Иван, и секогаш да си вака насмеан. Фала ви исто. Фала. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut.
твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Ова не е само уште еден обид. Ова е нејзиниот момент. Момент кога одлуката станува акција, кога шелбата станува дисциплина, кога еден ден станува денеска. Пред Ивана стои предизвик што ќе го промени животот. Ќе бидеме ли сведоци на нејзината трансформација? И можеби токму нејзината приказна ќе биде искрата што ќе запали нов почеток и кај други. Ивана Миловска, подготвена за своето диетално максимално патување. Што ќе си ветам? Дека ќе бидам дисциплинирана, дека ќе ги почитувам насоките и упатствата од нутриционистите и тренерот и ќе се трудим да го постигнеме оно што ни е целта. Денеска слушнавме уште една приказна во Диетално максимално. И за утре имаме подготвена уште една нова приказна кон идниот кандидат кој можеби ќе го видиме и во секое наредно издание на Диетално максимално. Доведување до утре во истото време. Утре во Диетално максимално отвараме една од најважните теми во борбата со килограмите – диетите. Колку пати сме почнале од понеделник, колку различни режими сме пробале, со надеж дека токму тој ќе биде вистинскиот и колку од нив навистина дале резултат кој трае. Во новото издание, искрено и без филтер, нашите кандидатки зборуваат за своето искуство со диетите. Ги прашавме дали досега држеле диети, што им донеле тие и која била најтешката битка што ја воделе со самите себе. Од строги режими, преку краткорочни успеси, до разочарувања, приказни во кои многумина ќе се препознаат. Ќе ја запознаеме и Светлана Маневска, жена која дисциплината има во својата ДНК. Како поранешно лице од безбедносните структури, со години работела во полиција како лично обезбедување, професија која бара сила, фокус и непоколиблива посветеност. За неа режимот не е товар, туку начин на функционирање. Но дали дисциплината е доволна кога станува збор за трансформација на телото? Не пропуштајте! Гледајте не секој работен ден во 16:30 на Канал 5. Диетално максимално.